Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме с емисија за Куманово. Данас е 77 поред. Па смо на тему на спорт, овој пат за фудбал, а нашиот ваш гост данас е Зоран Митковиќ, познат фудбалски радник од Куманово. Човек кој цел свој живот ги посветија на фудбал, своја младост, своји најбови години и мисли дека ќе имаме да кажеме доста интересни работи за негову кариеру и за ФК-4. Зорки, здраво живо, како си? Здраво, се заблагодарувам за поканата на вас во вашата емисија ТВ+. Ги поздравувам сите гледачи, ги поздравувам сите спортски екипи и спортски работници. Еве, интересен е твој животен пут. Ти си роден у село Четирце. У тој период село е било доста понаселено, да кажу, и може би поразвиено. Играе си се, што се вика, на пољану и детството е било доста интересно. Да, тачно е тоа. Роден сам у село Четирце, 62 годину. Фудбал започнал да играм во 76 годину за ЧСК. Тогаш се викаше клуб ЧСК Четирце. Еве, опиши ни како ти беше детство во село. Знаеме дека живеачка била скромна. Увек родители се помагале и се трудиле да обезбедат колку толку пристојни услови за живот на своји деца, па и твое детство е било доста интересно на некој начин. Точно. Мои родители беа земјоделци. Од прво до четврто школа заврши во село Четирце, од четврто до осмо во Табановце, средно образование во Долно Којнаре, земјоделско училиште. У школу кога се ишло тега, доста е било необично. Веројатно сте ишле пуно пешки од дома до школу и натаму и навамо, и по кишу, и по снег, и доста е било напорно, да кажем. Точно, сваки ден 5 км до Табановци и 5 км од Табановци до Четирце. И кога пада киша и снег, секој ден пешки. Немаше превоз до школа. Кажи ми, татко ти мајка што се работале они? Мајка ми и татко ми беа земјоделци. И они што се трудиле, еве, работале су, тој може да се каже од сабање рано до навечер, цела на ниву. Точно, од сабање до вечер на ниву. И тој живот не е бие лак. Живот беше тежок, но мислам дека подобро беше за живот. Ево, пише ни га, тој детство кога се бие у школу, тоа е било скромно. Една тетрадка, едно моливче, торба на грб и толку не имало други, да кажу, модерни као сега ташни да идеш у школу, него ташници и тоа е. Знаеше се, една ташна за целу година. Колко сте биле деца у клас? У клас? Да. 28 у 40, од прво до четврто 28. Во прво, друго, трето и четврто. А кој е бил учителка? Или учител е вие? Учителка беше Божо и Јец. Први учители на мене се бе. Еве, да ми кажеш, не сме слушали до сега такви работи, али у село, у тој период кога се ти знаеш што се највише имало на мени, на репертуар, на храну, што сте највише еле како деца, веројатно не е имало голем избор. Па нашие производства. Сирење, млеко, овце, краве имале смо и зеленчуци. Свиње смо чувале, свинско месо и... Али све е било природно и чисто, све природно и здраво, да. Точно. Со да кажеш тие Зато химикали, и повише се живело. И поздрави луѓе биле. Колко сте биле ви деца у фамилија? 6. 4 брата и 2 сестри. Стварно не е било лако да се исчува деца. Тешко на родители. Тешко на родители. Веројатно Четирце имало е, пошто ти голема љубов од прв момент ти е била фудбалска топка, еве го овдека го гледамо. Имало е појана и ти си, Зоране, поголем дел време бија надбор со топка. Точно, значи, прво доваѓање од школу
Jedeš hleb, напишеш домаќи задатак и после немаше фудбали, него крпеници. И на пољано. И измеѓу мале, наша мало со друга мала, сваки ден сме играле фудбал. Мало ли деца пуно не играли Мало, да. У скромни И школа- Бермуде, мајчка и Да, тоа и е. школа каде се наваѓа има игралиште за мал фудбал и сваки ден сме тој еден. Еве кажи ми како е бие интерес тега во тоа време четирци за фудбал и мало ли е каде млади покажувале ли со некоju заинтересирано за фудбал или не? Да, како не. Живело се за фудбал, за спорт. Значи, наш клуб е формиран 68 годину, сви играчи што су биле у клуб, сви су биле од село. Еве ми ти покажемо сликов дека од 68 годину. Еве го. Фотографија. Тоа е меѓу Ово е прве богата историја. Да, меѓу прве генерација на фудбалски клуб 40. Еве кажи ми ти, ова е генерација. Можда памтиш некога од нима, Памту ги свите. може да ги кажеш кои се биле во екипу, луѓе и да ги објаснимо на гледачи. Момчило Димковиќ, Мицко Димковиќ, Момчило Стошиć, Власта Илиć, Стојанче Божиновиć, Николиć Томислав, Деспотовиć Перица, Деспотовиć Драге, толку се на оваа слика. Еве кажи ми, дали знаеш и дали имаш некои подаци или си ги чуја од овие постари жители на 40, како е паднала иницијатива се направи клуб? Сами Ентузијазам. Сами ентузијазам. Направив екипу и играчи. Се со тој играчи. Начело на клуб е бија Пеши Димитрија, покојни Пеши Димитрија. Значи, он е финансираја, он е помагаја, да. радише. А игралиште е било, еве, гледам по овој слику, доста скромно, стативе. Игралиште беше со здрвени Да. прешки игри. Да. И многу е битно да кажеме, кога се играли утакмици, мало ли е посетено со место население? Да. Публика Да, доваѓала да, ли е? Тој време имаше многу народ у село 40. Значи, у сваку куќу по 5-6 члана. И знае се, каде неделја свиден утакмици да гледа. А било е околу 200 куќи. Активни се биле. Еве, од 40 има познати имиња кои се искочиле од Да. екипу и кои што биле после успешни, еве да ги издвоимо некои луѓе. Момчило Димковиќ, Власта Илиć. Еве, и после си и тие од тие кои После, се играе. да, Они се да. играле у Куманово или не? Па Куманово тој време тешко могаше да се просперира. Посебно од селски екипе тешко. Јас сам прв за Куманово што сам играе од 40. Еве, сакам да те прашам, оваа екипа колку време останала на сцену? За 40 играла ли е подугачок период, имала ли? Сигурно преку 10 години. Тие исти. И имале се континуитет на резултати. Да. Ма тој време имаше многу јаки екипи од Куманово. Зик, Чик, ГП Козјак, Импрес, Димче Ревица. Димче Ревица Да, не знам дали Кожара имаше за... и Кожара. И Кожара имаше, имало, да, После имало. некое време почнава од Табановци и од Горњо Којнере да доваѓа играчи од 40. Може да кажемо дека во тој период фудбал у Куманово бие многу квалитетен и многу имало добри екипи кои су Да, од квалитет. тие некои играчи ишле право у Куманово. Да, тачно. Али Куманово беше тој време многу јако и градски стадион увек пун. Ја како дете се сеќам, доваѓаја сам да гледам. Да, имало е посетеност многу. Да. Тоа збориме каде бие Петаковиќ у Куманово. Да. Еве, кажи ми на чиву иницијативу и како се деси ти да улегнеш у тај на фудбал, дали по наговор на некои другари или само иницијативно? Само иницијативно интерес. Голем љубов према фудбал и јас сум роден сам у 40, а најмалку имам играно за таа екипа. Да. Имам играно за Клечовце, за Тромеѓа, за јуниор од Обршане, Карпош, Чик, Зик,
Куманово, Значи ще си од екипа у екипу. од екипа на екипа, да. Добре, кад кажа дека си играел тие свите екипи, свугде се бија добро пречекани, прифатени, не си имаја нигде никакви проблеми. Може само да кажа едно, дека у ниедну екипу, како резервен играч, не сам бие ниедна такмица. Не си бија резерва. Не сам бие резервен, значи увек сам бие стартен играч. Еве да кажеме на нашите гледачи ти на кои си позиции играе. Прво сам почнае у четирце лев бек. Како најмлад играч знае се што ќе играш, лев бек. После Власто Илич играше дуго време центар халфа. Он се откажава од фудбал и ја го наследи njega. И после почна десетко, број 10. Полутка си бија. Полутка, да. Да, тоа е една многу благодарна функција у екипу, полутка е мозак. Иначе сум левак, Мозак со лева на тим, нога да. играм. Довајаш у Куманово и запишуваш се у средњу Земјоделско училиште, у да. Којнаре. Да. Па еве да ни кажеш нешто и за тој период. Како ти продева средњошколски дани? И по тој време мораше да седе под стан, под кирија. Седе сме долно Којнаре, школа имаше големо игралиште за фудбал. Пола ден тамо на игралиште, после учење и почна да играм за 76 година. После неколку години за 40 веќе имаше позив. Ја сакам да те прашам, еве, у тоа време кад се училе у Којнаре имаше еден прекар за тој школу, викал Каубојски центар. Да. Тоа е само такој останало иначе. Тоа е малку хумор такој кажува. Да. Школа е школа, била школа. Морало да се учи и таму. Да. И мале се устои кој сакае спорт и мало е големо игралиште и играле се фудбал и таму. Еве карактеристика у тоа време, кога го спомнам од твоја школа, многу направи меѓу школе. Не само у фудбал, у сви спортови играло тој време, се. да. Деца се биле многу заступени у сви спортови у Куманово тоа време. Да. Значи, јас сам бија најбољи у тој мој 4 години у Којнаре бија сам најбољи играч таму. Еве кажи ни кој ти бие прв тренер? Прв тренер кој ти бие кад си почнаа фудбал да играш? Прв тренер Пешич Димитрија, основач на 40. На njega си многу благодарен што си почнаа. Да. Тачно. Еве што те највише учи Пешич? Свак тренер си има свој стил на работа, али негова работа ти оставила јак утисак на тебе веројатно. Тој време не е имало тренер. Тренер се кажало само, иначе тренер знае се, каже, играш тој, ти тој, сам се снаоѓаш. Значи сам треба да процениш што можеш да играш. Али интересантно слушајќи ги овие постари, у тоа време би сте играле чисто од љубов, не имало паре. Ако да биете ручек после утакмицу, сокче, вода и тоа е. Значи тој време у екипу на 40 само со двојица биле на плат. И веćinom су што е требало да се даде, они се давале. Други смо биле сви незапослени. Веćinom се биле ентузијасти, или? Да. Еве, сега да покажеме оној слику. Ти кад га... Не знам кој беше постар, ова ли беше постар, Ова. Од која година ова слика? Од 2000. Значи ја сам га преземаја клуб 2000 и до денеске ја га воду с секретара Горана Неделјковиќ. Добро, тој покосно ќе го објасним, али еве оваа слика е битна исто ти кад си играе у Куманово 90 година. Да. После ќе се задржиме на овој. Да. Значи Куманово прво играше за Чик. У Чик беше тренер Топлак. Чувени Топлак, легенда. И голем поздрав до njega. И он е многу работај. Многу е работај и многу ме сакаја како играч и како човек. Еве на овој слику да кажеш у Куманово, ова е слика од 90 година кои се играчи. Овај слика е задњу годину моја у Куманово што сам играе. Тренер е Мите Митев, Зоран Крстевски бек. Зоран Крстевски Буѓуга вика Да. се. Да.
Зоран Митрички капитен, голман е Лазаров од Скопје, до него е Лимо, до него е млад играч беше Јонос, добар играч беше и тој од Куманово, до него е Тутич од Скопје, тренер кондициони Виде Спасовски, Батко Виде, да. Виктор, Трејан Тасевски од Тромеđу, Борче Стојчевски, ја и Бале од Млада него речено. Да ја поздравиме Борчето, он е у Шведско. Поздрав до Борчета, да. И он е исто Значи бие бековски добар пар, играч. Зоран Крстевски и Борче Стојчевски беа. Еве што може да кажеш за овој екипу, кои сте резултати имале? Ова екипа Македонску лигу сте играле? последња, да, Македонску лигу. Значи прво кога сум дошио у Куманово, тренер беше Павле Ѓорѓиевски. И тај генерација беше појака него што е овај. Значи играше Ацо Стојановиќ, играше Неделковски Зоран, Да. он беше и капитен, голмани бева Зекири и Афо. Тако. Меѓу најболи голмани имаше, два голмана имаше у Куманово тогаш. После Павлета дојде Малинков од Скопје. Он се кратко време задржава у Куманово. По него Трајче Ковачев, за мене да не се увреди никој, најдобар тренер. Знаеше и да спреми екипу и сви играчи беа еднакви кај него. А кажи ми, овие други клубови кад си играја, учикте бие топла као други клубови, кои се бие тренери? Значи, прво у Клечовце сам играја, Козјачки регион беше. После 40 отиде у Клечовце, има сва страшно екип. У Козјачки регион беше само Клечовце од Кумановска општина. Тамо беше 2 години и бева наврна Козјачки регион. Кој беше тренер? Тренер не беше, покојна е сега, у ЗИК работеше, како се викаше. Добро е, ние од Зика памтимо, јас сум како дете исто бија на утакмици, имаше еден многу расен голгетер, еден префинен играч, да кажу, Букал. Да, имам Голгетер. играно со Букал, голгетер беше, да. Добар играч. Имаше многу други добри играчи. За у njega ЗИК-а. викав дека бија неверојатен потенцијал за Букала, Да, да. само да е малку живеа Да, по-спортски. нажалост спортски не живееше и немаше ни успех. Еве ти од Куманово памтиш ги овие стари фудбалски легенди кои за жал се починати. Меѓу нива е свакако Иванчо Ивановски Старејко. Да. Знам го и него. Njega ga pamtiš kako igrače isto. Да. Вика стариј бие, вика прав виртуоз. Тој беше прав гол играч. И корпулентан, и знае да одигра. Да. Знаеше да даде гол од секоја позиција. Па и Жике Тасовски бие, тој цепне. Значи, тука фали исто и Часлав Максимовиќ. Да, Шмајзер. Шмајзер. Шмаки беше такој мал, како да кажам, набиен играч, али брз како Да, ракета. брз и имаше незгодан. снагу, кондицију за 2 утакмици. Еве кога ги спомнаваме Шмаките, да го покажеме и овој слику од јуниор 2001 година. Кој се вдека на слику овие? Овдека прво голем поздрав до Љубе Крстевски. Таму имам играно лично за него. Значи, тој ми беше и како пријател, и како родител. Тој е Светлос. Газда. Светлос, да, газда на Светлос. Поздравljamo ga Љубе. И едина екипа што се имам враќано по други пут е таму. Гоце капетан, голман Боби, Зоран Рула, Маријан Герасимовски, Борче, како се само презивljаше, од Проевце, Мики, ја, Ненад Крстевски како млад играч беше, Цветан. Овие други су помлади. Не може да се сетам. Јуниор сега мисле дека игра у треќу У лигу. треќу лигу, да. И е стабилен. Не, јуниор игра у општинску лигу. Општинску лигу. Студена вода игра у Студена, треќу пардон. лигу, да. И
стабилна екипа е. Стабилна, да, Шуве. меѓу најстабилни екипи, да. Ево, ова е слика. Ти ќе ни кажеш куде е. И тоа е исто ФК-40. Жути дресови. Да, и тој е Еве, кажи ни кои се влекана. Сашо Пауновиќ од Тромеđу, Маријан Митковиќ, Свето Денчиć, Зоран Петрушевски, Драган Димковиć, Цветан Стојановиć, Александар Стојчевски, Митковиќ Бобан. И Што овие може да ни кажеш еве за овој екипу Значи, конкретно она? Прво кога дојде кога га презема 40 со секретара Горана Неделјковиќа, одлучимо да мора да појачаме екипу и да доведеме играчи од страно. И туја има и од Табановци, и од Тромеđу, и од Банево Трло играчи, за да бидеме конкурентни у лига. Да. И мислам дека и прв успех е прва титула у општинску лигу е с тој екипу тамо што е. Али еве да кажемо, општинска лига е била предизвик у наводници и за судии, за делегати, мало е пуно тешки моменти за нима. Да. Знаеш, незадоволни, па збору за порано, па ги нападне, па има проблеми. Тешко е било да се игра, да се суди на тие утакмици. Па имало е доста народ што се гледале фудбал и тоа е веćinom селски фудбал, тако да имало инциденти. Имало инциденти, но тој време имаше и квалитетни судии, да бидеме реални. Значи, ако кажемо дека Сашо Лазаревски, Сашо, како се презивljаше, не знам, друг, Даце Скочајич, Да. Лигаш, Дине, имаше една група на судии што ретко може да ги преговараш или да ги нешто надаш. Еве ти памтиш, играеш и на пуно утакмици на општинску лигу. Карактеристика е била, па ќе кажу, посетеност скоро на сви утакмици. Посетеност имаше многу, Много. иако тој време игралишта не се биле ни оградени. Али луѓе од Мерак дојде да гледат. Нема, осталја се работа у ниве и Да, сви на утакмици. сви на утакмици. Знаеше се, неделја е за спорт. После утакмицу, една продавница имаше у село, до Прославите. касно прослава, да. Али слушаја сам и од други, еве, пред утакмици имале ли сте некои посебни припреме, тактики, како што, или тоа се договорало пред месец? Значи, събирање е било у продавница у село. И викате во кој ќе играмо, на кој ќе играмо? У неделю играмо, до среду зборимо за утакмицу што е играна. Од среду окреќемо се на утакмицу што доваѓа. И тако е било многу време. Док А тренинзи не сте имале секојдневно? не. Играле смо мал фудбал, има смо каде школу мало игралиште и беше осветлено. И значи завршава се работа у продавницу, после продавницу мал фудбал до 1-2 сат преко ноќ на свет. Еве ја ги памту и мало и турнири у Дом Јанат чувени Да, на тоа игралиште. да. Па говори у Соколану, у поново време, али до мене би исто бие препознати по турнири. Да. Многу се такмици играни и тамо. На некој начин, фудбал имаја голем интерес со Куманово во тој период. Стварно, луѓе што сакале фудбал. Тој време и тие генерација, значи, живеле се за фудбал. Сега у овој време многу тешко. Еве да Значи, ми смо играле веćinom утакмици дома у 9 со бајле. Замисли. У 9 со бајле и сви у 8 сат на игралиште. Сега играмо у 5. 5 до 5 доваѓа играчи на утакмици. Еве, ово е исто слика од период кога сте ви биле активни. И добра генерација и тој. Пошто е добра генерација, редно е и да го спомнемо, еве ти ги кажеш. Скоро исти играчи се. Значи, голман е од Табановце, јас сам, Дими Цвето, Петрушевски Зоран,
И овие сви, Димковиќ, сви су Иста екипа. иста екипа. Значи таа екипа може да играла 7-8 години заедно. Ева сега да те прашам, 20 години и више си у клуб, Да. може да кажемо и нашински финансираш од твој джеб и ти и секретар на клуб. Дали ти тој задоволство или чисто го правиш оно што го стакаш? фудбал? Значи интерес нема. Тој да се расчисти, може да мисли некој дека Митковиќ зема паре од фудбал. Не. Значи тој е преголема љубов за фудбал и за тој сам и одлучија. И кажа, јас сам роден тамо, тамо сам почнаа први кораци да ги прави спорт и за тој сам се нафатеј 20 години без престанок. Значи финансија Ти трчиш, ти више од наоѓаш. све. Значи да се спреми терен, да, ограду сам ја правија на игралиште. Пред да го преземо клуб имаше 2 пута неоградено беше. Сега е трамнато комплетно. Иако има треба да се реновира и мислам дека сега ќе го реновирам, треба да се рамне малку е на страну. Слачионице има. Слачионице су захвалност на Момчило Димковиќ. Он ги е финансира и ги е правија. Ја ги само одржуju с промено на врата на прозори, скречење, тоа е све. Струју, прошлу годину веде и струју, има струја, пошто сега записници се прави на лаптоп, електронски, мора да има струја. За жал, буши за воду, во 55 метра, воду не могаме да најдеме. Нема. И најголем спор е вода. Иначе да има вода тамо, ќе биде и игралиште многу подобро. Али Зоки, у прилику мора да кажемо дека и у тромеѓот е бие период кога си имаја добри наступи, па може да кажеме и добри резултати. Ова е таа екипа од тромеѓе. Како игралиште малку интересно горе у Рит, како ли беше? Да, на ритм. Еве кажи кој са вдека на... Мора да кажу прво дека сам зет тромејски и мораше да играм за тромеѓа. Значи, одека е Трејан, Ненат Арсовски, Љубиша Арсовски, јас сам, Живко, и Шмаки ga нема и он играе тој време, а екипу го водеше Миле. Исто и тромеѓа имало е публика многу на утакмици. Да, да, да. И тој генерацију у тромеѓу нема смо изгубено 27-8 утакмици. Имате доминација Да, голема. доминација. Значи, Еве- Момчило не га виде дали е на Еве стик. гледаме дека играе си у пуно екипе, стекнае си многу пријатели, многу другари, ден денеска веројатно с нима комуницираш и разговараш. Видуете ли се, правите ли? Да, секојдневно. Сваки ден смо с тие играчи што се играле, не само с тие, од скоро од све екипе. Значи, пријатели имаме и од све екипе што игра во општинску лигу или од треќу лигу, Да. дружиме се, тоа е Ево обавезно. дека гледамо има нова екипа. Плави дресови, црвени, жути комбинација. Ово е доказ дека сте играли у повише екипи и сте имале добри наступи. Да. А ти ќе ни кажеш овдека која е оваа екипа и кои су играчи. Исто и ово е 40 и многу јака генерација. Неколку години сте биле праваци општинско лигу, Да, али никад да. не сте ишли у треќу лигу. За жал, 2 пати или 3 пати играмо и квалификација со скопски екипи, имаше кога се иде директно, имаше кога требаше да се игра квалификација со други екипи. Да. Едну годину, поради финансиски средства и терен, наш терен не исполнува услови да игра у треќу лигу, отступимо место на Башкими. И Башкими влезе во треќа лига. Еве кои се дека играчи на стикот да ги кажемо. Зоран Јовановски, јас сам, Даниел, Роберт, Александар, Дарко, Игор, Мартин Стаменковски,
Голман е од Горњо Којнар е Драган, исто и овдека има играчи од страна. Сега те прашам, дали место население у Четирце дава ви подршку покрај морално, дали ни помага ви на друг начин? Тој време у почеток одесмо и сабира смо жито по село. Значи по 2-3 кила сабере смо и тие пари што ги уновчимо иде све за клуб. Сега и тој не, пошто население у Четирце е многу малку. Колку сте ги има жители Четирце? Колку становника има сега? Нека има од 150 до 200, нема. А кога си ти поштувај колку имало? И по 200 куќе, по 3-4, Значи, скоро тродупло е било. тродупло, да. Куди ете народ, иселили се или? Па сви на чело и с мене смо иселени од 40. Иако сега постепено се враќаме, ама не е тоа исто. Кад си таму и кад живееш овдека па идеш таму. Да, сега полак некои луѓе се враќаат, взимо викендице. Да. 40 Ова е е корона сега во малку експанзо, да. Корона, направи го значи тој. прави се викендици и тражи се да куќе старе да се купи ви плацеви. Интересно како би на корона порасна голем интерес за плацеви, за викендици во сви села. Точно. Еве најново доктор Џоши прави таму викендици. Поранешен градоначалник има викендици таму. Никола авијатичар и он има таму викендици. Коле. Значи Коле, да. Колку е надморска висина оприлike? Мисля дека околу 750 метра. Значи високо убаво Да, е. да. Ваздух, А види, Зоки, тоа е многу, Лепота. многу интересно за земјоделието и убава почва е. да. Наша земја е многу убава, меѓутим, луѓе у село некој тешко се одлучува да иде. Не знам зашто, значи 40 е тачно 10 км од Куманово до ова. За 10 минута с авто си у село. И, Има ли тоја река локација, некоја? Да. за жал нема река, да има Тоа е, река да. друго би било. Тоа е убаво. И Штета. малко се е кастило с асфалтирање на пут, с воду и највише не е имало превоз за деца да иде во школу. Сега има, за едно дете има превоз, ама жабе, нема деца тамо, не живе. Али интересно тоа е свак, например, кој има викендици, веројатно размислува да си направи природна храна си е туја. Домаќи патиџан, пиперка, компир, све. Сви тој работи. Сви работи и ја исто. Значи јас сам скоро сваки ден у село. Скоро сваки ден. После работа или кад сам слободен сам таму. И проваѓам покрај игралиште сваки ден и сваки ден прво мора да навратам на игралиште, да видам што и како. Да. Значи, кад сам до игралиште, мора, ако ме дозволите, да се захвалу на Валентина Стоиловиќа за донацију на косачку за игралиште. Мора да се захвалу на Љубета од Студено воду, посебно на негови синови, Светост, да. Предрага и Ненада. Исто имам добиено косачко и тој косачко на возење, плюс тој и струју од сад до слачионице, донација од Светлос. Валентин Стоиловиќ, да објаснимо, тој е од Речица. Фака речица, Е, да. така, Еве, Зоки, ова е слика. Значи, прво гледате дека опрема Ви се личите на клуб, колко толку. не може да се пофали ви многу Така е. појаки екипи с опрема. Значи, неколку пара тренерке, да не збору за дресови и од најнови, скоро сваку сезону, комплет нови. И најнови имамо дресови, ама слику не сам да не е. Значи, ово е Која е ова екипа? Кои се овие играчи? ФК 40. Исто овдека е, још док сам играе, ја ова е слика. Маријан Митковиќ, Зоран Митковиќ, Александар Стојчевски, Мартин Милановски, Александар, Далибор Милановски, Даниел, Бојан, на овој слику е и мој син, Јасмин Митковиќ. Веројатно тебе ти е многу драго што и твои синови видев по Да, па. твои стапки и со фудбалери.
Дали има најаве дека они може да биде још бољи од вас или Па реално да збориме, мислам дека не може мојо достигнување да го стигне, дај Боже да стигне. Али у екипу игра. Може да игра. Тако е да нема привилегија. Ако се заслужи да игра, ќе игра, ако не, нема. еве стварно во убава опрема, што викаш, личите на клуб. Ти ќе ни објасниш за овој фотографија. Ова е најнова, ова е слика, мислам дека е 2016 и смо биле први у општинску лигу, играмо квалификација у Скопје, победимо 5-1 и уступимо место на Башкими да улегне у тречу лигу. Генерација е иста, Потполно исто. значи од претходна слика. Јас доки да не го забравиме овој слику, овој е на градски стадион, гледам некои убави моменти, Да. убави моменти. Ти ќе ни кажеш за што се работи. Да, ово е пред искачање, пред да почне надпревар. Мислам дека играмо с работнички, победимо 2-1, ја беше од 2 гола стрелас на 1 и чувам го за успомен слику. Колку ти представлява мотиве, например, кога се играе на градски стадион пред повише публику и у село? На свакого играча инспирација е што повише публика, поголем мотив за игра. Значи, моја инспирација кога сам почнаа да играм фудбал е било Куманово. Јас сам слушаја Куманово и готово. И желја ми се остварила с мој квалитет нормално. Тој време на тренинзи имало најмалку 50. 50 деца. 50 луѓе што се гледале тренинг. Не, Значи, да- а исто имало и 50 младинци у Куманово и може и више. Тој Павле Ѓорѓиевски, Виде Спасовски бева тренери и покојни мислам дека е за голмане. Вулетич. Булетиш, да. Да, и Вулетич. Еби во прилика да го Тај спомнеме и Страши Ивановски исто многу И работа. Страши Ивановски, да. И он е голем Да. придонес дае. Значи и он работеше с млади деца. Ова е слика некој пехар. Да, значи овај слика е кад имаше и у Куманово квалификација за у тречу лига. 4 прве пласиране екипе, играно е у Речицу. Прво такмицу играмо с Куманово, ми победимо. Воиновиќ имаше екипу тој време и игра с Режановци, победи Воиновиќ и у финале ми Воиновиќ, пехар за прво место. Има ли си тешки моменти у кариера, еве, кад се размислуваја, може да се откажеш, да не играш, дали сте имали некој тешку повреду? Искрено да кажу, у Куманово кад игра имаше проблем с мускул. Бутни мускул се викат. Бутни мускул, Незгодна повреда, да. незгодна повреда, а ја беше уперон, нека ти сакаше да го прекрију повреду само за да играм. До среду, до четвртак иду на терапија, петак тренинг, у неделја утакмица. Треба да ги покажеме свите слики. Да, исто и ова е многу јако. Мартин, Јасмин, Роберт, Даниел, Чаки, Бојан, Стефан, Виктор, Мартин, Даниел. Овај најдобра генерација, исто прво место у општинска лига. Еве, пошто викаш дека е била најболја генерација, свака генерација си има своји карактеристики, а што по овој генерација го памтиш ти, пошто е била препознатлива? Значи, прво место у општинска лига и квалитет. Сваки играч има ја свој квалитет. Од тој слику има још што играв у екип. Да. Прав избор на играчи е било и направен еден мозаик и Така, мало со е овој екипа резултати, сме играле мало. квалификација у... Значи, играмо квалификација у Кадино. После Агено село, Делјадровце. Дејадровци. Губимо 1-0, ја добивам 2 жути, 10 играча. До крај 5-1 за нас. Има ли си пуно
у кариеру, жути црвени картони, е карактеристика за тебе, ти си бија, што вика, ферплей играч. Јас сам бија играч што пораз тешко признавам. Значи, увек сам бија за победу. Имае сам, не сакам да имае сам и жути црвени. Тако да и голема кариера, 40 години скоро у фудбал. А што си добија црвен картон? Не, два жути, пардон. Вечином, Нервоза ли е било? вечином за приговор. А судија не е био право? Да, па сак, не сам не јас све управа, тоа има и куде судија греши, има и куде грешимо. Значи, sastavan дел на игру е све тој. Значи, за мене е било 90 минута, нема пријатели, нема роѓаци. После 90 минута може да славимо, да се дружимо колку сакаме. Да, тоа е прав спорт, професионализам. И овој мора да кажу, значи, ако нема тој у моја екипу, ја нема да го воду екипу. Значи, куде нас, посебно кад играмо дома, после сваку утакмицу има руча. Дали ќе биде прасе, дали ќе биде скара, углавно сваку утакмицу. Имамо просторију тамо куде е цркву, има за 50-60 души место, све е средена, тако да свака утакмица поканимо и судија и делегата обавезно и гостинску екипу повикамо, тако да и ако нема дружба екипу нема ни фудбал. Да биде јасно. Еве, веројатно млади луѓе доаѓа у СРК да игра во ваша екипу, дали од село, дали од страна, не е битно. Што кога ќе дојде во клуб, прво што им давате совет? Прво, јас сакам кад дојде млад играч у клуб да иде нагоре. Значи, 40 да му биде оскочна даска. За жал, ние у Куманово не може да се пофалимо с клуб инспирација, ја кажа и прееске дека инспирација на свакој млад играч е да иде у Куманово. Куманово е ипак Куманово и за мене е број 1 Куманово. Јас сам играел Куманово, па после е 40. И увек сакам Куманово и голем неуспех ќе ни биде ако не га вратимо Куманово куде му е место. За жал, 20 години нема. Нема, за жал. И јас стално га зборувам. Јас сум делегат у Собрание у Скопје, тој сум у управан одбор, иду делегат у прву лигу и гледам сви кои екипе и од куде се у прву лигу, а Куманово с преко 100.000 становника нема екипа. Жалосно е. Да се надам дека ќе се врати фудбал. Најголем неуспех ќе биде што сам у федерација и у управен одбор, ако не ga vratimo Kumanovo. Значи, никакав успех не сме постигнале, иако задње године, мора да кажу дека задње 2 години у Куманово се мрда. Значи, федерација сака да помогне. Конкретно што? Конкретно помогнава на сви екипе сега поради корону, на сваку екипу по 15.000 денара. Не су паре големи, али су паре. Реновира се стадион у Добршане на Студено воду с слачионице, купатила по прописи на ФИФА и на УЕФА. Да. Реновира се у Речицу. Федерација пушти паре за бушење на воду у Четирце. Даде се негде песак, негде фудбали, нешто, значи иде напред. И мора да се настави. Има обезбедено и средства за градски стадион во Куманово, не знам дали сте ви запознаени. Значи, по моје, како знам ја, терен куде спортско сало е вратен на општина. Па има некои судски спори, не е решено. Федерација обезбедила 300.000 евра за да се направи градски стадион во Куманово. Само локација треба. Добар потез на федерација. Еве следеќа слика. Исто ова е од постари екипе за време моје водење на екипу. Сашо Пауноvić, Боби, Александар Сточевски, Бобан Митковиć, Далибор Милановски, ја, Цветко Стојановиć, Игор Димковиć. И овај генерација е Доста квалитетна. Овој го препознавам игралиште, ово е доле у Доброшане.
на терена јуниор е веројатно ова е. Еве го, ова е екипа. Значи ово е порано, Таа екипа е добра била. порано имаше репрезентација на општинско лиго У фудбал. Куманово, игра смо с други општини, с Скопски, с Липково и ово е баш тај, ја и Малаја смо селектори. Еве да го поздравувам овој прилику Малајца. Поздрав голем и до njega. А играчи су мој играч од моја екипа Дарко Трајковски, капитен на екипу, Оки голман од Карпош, Кипријановски, Бојан од Речицу, Стефан, друг Стефан. Ово е репрезентација на општинско лиго и играмо с општину Липково, победимо ги. И све добри играчи овие. Да, тој е одбор. Сега да прашам, еве, толку години работиш, 20 години и кусур си у клуб, паралелно работиш и државну работу. Да. Пада ли ти све ово тешко што издржуваш ли? Па искрено почнуја да се осеќа умор. Значи, ја живу туја, у село иду, игралиште, да се спреми треба, играчи, овие генерација малку не се заинтересирани многу за фудбал, значи све треба с молење. Такој да од село нема, мора да напомна тој дека од село нема ни еден играч. Ово не е Звезда или Атлетико Мадрид, Ово е 40, да. Ово е 40. Ово е 40. Малку се нашалимо. Значи гледате колку опреме пројдева кроз Да. И тоа се убава опрема од која боље. А порано се играле с едни дресови, Прилепска пивара ги донира на клуб. Овој играчи су исти горе-доле, Да, исто, тој сам и ја како играч још бија. али овој прилику еве мора да покажу едну стварно прекрасну фотографiju, една генерација која исто е ударила голем печат на фудбала, веројатно на тебе ти е многу драга, имаш многу убави спомени с овој екип. Еве, малку е тешка, али е, ќе го ставиме вакој и Зоки искоментирај го, молим тој детајно. Ово е ФК Карпош. 96 годину. Начело с легендарного Малајца. Начело с легендарен Малаец, а преседник на клуб Живко Спасовски. Овај слика е од борбу за другу лигу. И најголем успех имам постигнено с ФК Карпош за 2 години од регион влезе во втора лига. Кои се овие играчи? Трајан Тацевски, Жикица, Баже, Маријан, малко само ако може. Ја, Маријан Герасимовски, Сладјан Стојковски, Мечка, Сладјан, голман Драган Ѓуро. Стар голман. Значи, најдобри моменти имам направено во фудбалски клуб Карпош. Али сакам од прилику да те прашам и ги поздравиме Малајца, али еве па да кажеме дека Малајец бие голем фудбалски радник. Он е трчаја и он се борија во екипа да иде напред. За мене Малаец најголем. Значи, ја сваки ден сам бие с njega и знам како е било да и за борбу за улазање у другу лигу и като легна Карпош у другу лигу. Терен не исполнуваше услови за у другу лигу, морамо да играмо неколку такмици на градски стадион. И Куманово играше у другу лигу исто. Али интересно е што еве и ФК Карпош е еден мал дел од богато фудбалска историја на Куманово. Да. Тоа е факт и
Тоа не може да се негира. Па едина екипа што е играла Така во е. друга лига. Сега, круна на цело твој работа и веројатно си бија многу среќан пред известно време. Мислам дека 2018 година прослависте 50 години јубилеј на пригоден начин, на посетеност на многу гости. Еве, ова е таа слика. Да. Ќе покажемо се, али ова е права. Ево, ова е аплауз. Значи, ово е исто пред почеток на утакмицу 2018 година, мислам дека беше јуни, решимо да славимо 50 години на клуб, затоа и што толку и постоеше. Ми дојде идеја, иако тешка идеја, да го увеличам прославу, да одиграм и опроштаен напор од фудбал. И све тој се уклопи, иако беше многу тешко тој да се спреми и да се направи. Мора да кажу дека имаше 150 гости. Еве, ова е заедничка фотографија Да, исто. тоа е заедничка фотографија. Направимо репрезентација од Општинску лигу на играчи и Само да го покажам. играмо с 40. Ја игра едно полувреме за 40, 15-20 минута за репрезентација. Официјално кога се после- опрости, па имаеше многу емоции веројатно, узбуден Да, си вие. да. Ете на некој начин ставјаш тачку на своја кариеру. Уз тој мора да кажу и дека сама слика кажуе дека Еве да го ФК покажам. 40 беше шампион. Еве, Та ова е иста слика. година. Значи 3 работе у исто година. Еве да ви кажемо кој се овдека на слику. Александар Стојчевски, Александар Трајковски, Срđan Анđеловски, Бобан Трајковски, Стефан Крстевски, Стефан Станковиć, Александар, Дарко, Јасмин Митковиć, Мартин Милановски, Бојан Каревски и капитен Дарко Трајковски. Туј е и Николич Томислав, поранешен играч на 40. Еве да покажемо и слика дека сте на тој манифестација дали пуно плакета и благодарници. Да, тачно. Во знак на захвалност на сите кои су помагале за клуб. Ево, дека ти си у друштво с председника на ОПС Куманово, Борче Лазаревски и Драган Стојановски Скочајич. И ви сте на некој начин репрезенти у управен одбор на Федерација на Македонија. Да. Еве, гледа се позади дека имало пуно народ, Да. а ти си добија поклони за све оно што си ga даја у живота за ФК Четирце и имаш овдека некои сликове. Да. Тоа е Тој ти е слика. поклон од кога? Ова ми е поклон од клуб. Добро. Еве, исто овој ти е многу значи на тебе. Да. Еве, овој е поклон. Тој поклон од секретара на клуб, Горана Неделковиќ. Овдека благодарница. Тој благодарница заменик министер на земјоделие Благе Цветковиќ што беше. Еве, нова благодарница. Ово е Тој е Светозар Станковски, член на управен одбор на Федерација. Ово е градоначелник на општина Куманово, Максим Димитриевски. Уедно да го поздраво и само такој да настави за спорт. сега Зокија да се захвалу у моје име, у име на телевизија камерамана, ти си донеја дека едну прекрасну топку. Да. ФК Четирце, денешен датум. Ова е топка, мислиш ја да го земам, а ја ќе го дам на моје Тај камерамана топка поклон. за вас. На камерамана нешто ќе го дадемо и он со деца нека спортуе. Сега за сам крај доваѓа еден голем момент за сви нас кои го сакаме во Македонија. Европско првенство во фудбал. Имамо тешку групу. Што ти очекуваш од наша репрезентација? Покажамо зуби што се вика, имамо квалитет и се треба да одиграмо још боле. До сега резултати и игра, ја мислам дека
ќе имаме успех. Мада противници све су тешки. Противници тешки и европско првенство, да бидеме јасни. Али Австрија, Холандија, да. Украина. Се саме тешки екипи, значи. Али реални да бидеме, имаме и ми квалитет и ќе навиваме за Македонија од срце, да. од срце. Иако мора да напомнам, требаше да иду за Румунија. Еве ти кажа, право слушам Да. и вчера пред да го снимам овој емисију, пуно кумановци и македонци се спремаат да иде, Да. затоа што до сега овој не сме малева како резултат. Тако е, и Румунија е близко, Да. може да се отиде, не е проблем. Мислам дека има карте и Федерација ќе скочи у сусрет и још, ако дозволи с повише навивачи, сигурно и још карте ќе подели. Еве според тебе што треба Македонија да направи да одигра против овие јаки противници? Што ќе биде клjuč за евентуален успех на наши играчи? Мислам дека не треба да се предава на ниједна екипа. Треба да игра своја игра и нападачки. И ако могаше Германија да падне у Германија, Така е. зашто да не падне и од овие екипи? Може вие да ги победиме, да. Ја ги поздравувам и само успех да постигнам, ништо друго. Мислиш ли дека некои поединци ќе искочи на овој правенство? Што се ти нараспотено? Па квалитет имамо. И у нашу екипу Македонија квалитет имамо, али колектив. Значи за европско првенство треба да игра сви Сви да видиме како е дан. Сви како еден, ако сакамо да имаме и успех. Фала ти пуно, Зоки што беше гост, еве ја во топ. Фала и на вас за покану. Još jedan put da ги поздравам сви гледачи на ваша телевизија и сви спортисти и увек сум отворен за соработа. Ali еве ке забравиш и тебе те прашам, ја ги сви мои гости прашуju. Тоа на некој начин се наметнува како императив сега да се чуе глас на познати луѓе од Куманово. Порука за млади треба да биде у смисла да се повише спортува и да биде надбор. Тачно, тачно. Значи и вас ве замолувам да продолжите со вакви емисии и да гледав и да повикате и други гости исто, па може да повикате и помлади. Да видим за спорт да има интерес. И само успех. И волја. Фала ти пуно, толку за денеска поздрав од ресторан Ексклузив со овој прекрасно топко и посакувам ви се најбоље.